Пролетни температури и цвет на јапонските цреши. Ова го прави Вашингтон интересен за гости од цела Америка, како и странски туристи кои деновиве излегоа кај резервоарот на реката Потомак да ги видат расцутените дрвја. Годинава тие се расцветаа порано, за разлика од претходните години кога пикот беше најчесто во април. Втор пат доаѓаме тука за да ги видиме јапонските цреши. Многу е убаво. Шетаме и се фотографираме. Слушнав дека ќе сечат дрвја, па дојдовме да ги видиме. За жал, некој за последен пат. I'm always excited for the cherry blossoms. Секогаш сум возбуден за нив, доаѓам тука често. We visit every year. We live in northern. Доаѓаме тука секоја година. Живееме во северниот дел од Вирџинија и тука стигнуваме за 30 минути. From home. But every year Но секоја година, кога доаѓаме тука, се чувствуваме како да доаѓаме за прв пат. Се обидуваме да направиме што е можно повеќе фотографии. just we take here. Yes, we came by train. Со воз од Вирџинија дојдовме да ги видиме јапонските цреши, да прошетаме околу резервоарот и да направиме неколку фотографии. This tidal basin and taking pictures. Ова дрво најмногу го привлекува вниманието на посетителите. Често било под вода, како што објаснуваат надлежните на паркот, бидејќи водните ѕидови не обезбедиле заштита доволно. Годинава е последен пат кога може да се види цутото на ова и на други 157 јапонски цреши од вкупно 3700, бидејќи тие ќе бидат отстранети. Oh, I love trees. It's sad that Сакам дрвја, но жалам што треба да ги исечат. Треба да ги реконструираат водните ѕидови, а ние треба да се поздравиме со некои дрвја. I guess we have to say goodbye to Stumpy. I love the trees. Ги сакам овие дрвја. Прв пат ги гледам. Ќе бидат пресадени на друго место. So he's not going away. Реконструкцијата на водните ѕидови ќе почне во мај и ќе трае 3 години. Службата за национални паркови на САД соопшти дека инвестицијата вреди 113 милиони долари и таа, цитирам, ќе обезбеди паркот да може да ги заштити најпознатите споменици на државата и јапонските цреши од дотрејната инфраструктура и од зголемувањето на нивото на водата во наредните 100 години. Надлежните велат дека водата што се прелева во резервоарот ги поплавува корените на дрвјата, а тоа им штети на јапонските цреши. It's even forced us to Дури не принуди привремено да го затвориме споменикот на Джеферсон, бидејќи водата се прелева по патеките што водат до локацијата. leading to the site. И додека траат подготовките за обнова, граѓаните оживаат во глетката. По завршувањето на проектот во 2027 година, 455 дрвја, од кои 274 јапонски цреши, ќе бидат повторно засадени во областа, вети Службата за национални паркови.